Лекарите не можеле да направат ништо за да ги спасат животите на тројката бебиња, предвремено родени, тврдат денеска надлежните по обвинувањата на семејството. Од Министерството информираа дека министерот за здравство Равари денеска остварил работна средба со директорката на гинекологија Јовановска со цел детално да го разгледаат случајот. Констатирале дека станува збор за прва бременост на пациентката со инвитро оплодување и степен на ризик поради гестацијски дијабет. Пациентката претходно 3 пати била хоспитализирана во клиничката болница во Тетово поради гинеколошко крварење. По породувањето, новороденчињата се прифатени од педијатар и акушерка во операциона сала, при што е спроведена примарна реанимација и се ставени во инкубатори, транспортирани на одделение за интензивна неонатална нега и терапија. Со ова комплетно се демантираат преходно изнесените тврдења од некои медиуми дека смртта на новороденчињата е поврзана со недостиг од соодветна опрема, односно инкубатори на клиниката за гинекологија. Фамилијата на тетовчанката Мимоза Исених, која се породи на 21 август, за медиумите тврдат дека поради недостиг на инкубатори со одветна грижа на скопската гинекологија ги изгуби 3 новородени бебиња. Тие обвинуваат дека гинекологија нема доволно капацитет и има недостиг на инкубатори. За овој случај треба без друго да се алармира, за војдина да не се повтори со загуба на човечки животи. За време на нашиот дводневен престој таму, ние констатиравме дека клиниката за гинекологија нема доволно капацитет за третирање на поголем број новороденчиња. Има недостиг на инкубатори и друга опрема. Се надеваме дека Министерството за здравство ќе направи испитување за овој случај, но и за други случаеви. Исто и органите за внатрешни работи треба да го истражат овој случај, а ние како роднини чекаме некој да сноси одговорност за овој случај, затоа што се сомневаме дека не е даден соодветен и правилен третман, а како резултат на оваа негрижа, овие новороденчиња починаа. Од клиниката тврдат дека со родителите е разговарано во неколку наврати и објаснета им била состојбата. Министерот во текот на денот најави дека ќе оствари средба со родителите на починатите новороденчиња. Телевизија Нова се обиде да добие одговор и од директорката на Скопската клиника за гинекологија, но никој не одговараше на телефонските повици.